Тоа што вие го направивте е човекот да го направите од полицаец криминалец. Значи кривично одговорен си господине Гаши и ти. Извештајот не е индиција. Извештајот е фактичка состојба. Бидејќи таму најмалку тројца, четворица полицајци имаат дадено изјави. Интересна е темата и актуелна затоа што утре се случува неговата интерпелација. ВМРО ДПМН веќе кажа дека нема да гласа, но ја би сакал да објасниме зошто мислам дека нема само 7 како што наведе Левица, него има милион причини зошто Африм Гаши треба да биде променет од таа позиција и да успее утре неговата интерпелација. Ако е спремно првото видео околу тоа што се случувало на аеродромот и што он сакал да направи тамо, да го пуштиме па да можеме да го коментираме. Што не е точно, а што е точно? Па не сум моето обезбедување, во сушност тоа се припадници на МВР, кои го обезбедуваат председателот на собрание, се должни да отидат кај што председателот најавува дека ќе отиде. Како што дошле денеска тука кај вас, нели, затоа што знаат дека јас ќе дојдам, јас сум одговорен, морам да им кажам кај одам. Вие требаше да одите на Скопскиот аеродром. Да. Кога беше таму председателката? Да. Зошто имавте средба со неа или? Не, затоа што имав информации дека може да се случи инцидент. Затоа што сакав да ја смирам ситуацијата, да избегнеме инцидент. Ние се познаваме и во Балканот, особено ние во Македонија, се познаваме и сме познати по тоа што сме гостопримливи. Јас не сакав да го нарушам со ништо или некој друг во нашата држава да се наруши достоинството, дигнитетот или имиџот на држава и на луѓе кои сте гостопримливи. На кој било, особено на председател на која било држава која присуствува, имав информации, имав дека може да дојде до потежок инцидент, реагирав, кога сакав да тргнам до таму, слушнав дека е се решено и фала Богу што е се чисто и мирно решено, не дојде поголем инцидент, а да имаше поголем инцидент, тогаш ќе беше лошо. И без разлика ве уверувам и било кој функционер од македонскиот политички блок да го испрати обезбедувањето кое што ќе репетира на Скопскиот аеродром Пиштол, подеднакво ќе реагираат медиумите за секого, верувајте. Верувам дека и граѓаните за секого би реагирале подеднакво. Па нема никаков доказ за тоа, и вие има тврдите нешто. Има извештај на МВР, таму пишува дека го репетирал Пиштола. Извештај и утврдена ситуација е нешто друго. Значи има утврдена индикации. Ситуација. Има индикации. Извештај на внатрешна контрола на МВР, институција на државата. Вие сакате да го спуштиме нивото. Јас не сакам да разговарам за овластувањата на обезбедување. Само кажав дека секој кој сгрешил ќе одговара. Тоа го кажав и останувам на тоа, но дека се спаси поголем инцидент, се спаси и за тоа се чувствувам многу убаво. Ова е трета верзија што ја кажува Африм Гаши. Да подсетам, првата верзија беше дека не е точно дека имало испратено обезбедување. Значи, дента, кога го кажав вечерта, кога го кажавме ние тоа тука, реакцијата са вајде беше не е точно. Значи, немало таков инцидент, така натаму. Во текот на денот се утврди дека тоа што сме го кажале вечерта овдека е точно. И кажа дека го испратило обезбедувањето. И кажа дека го испратило обезбедувањето за да ја смирил ситуацијата. Сега кажува дека требал он да оди таму и го испратил обезбедувањето. Као претходница. Господин Африм Гаши, бидејќи тука викаш дека секој што е одговорен треба да си одговара, секој што го прекршил законот треба да си одговара, а ти си председател на собранието, ти треба да бидеш прв пример за одговорност, правна одговорност во држава, потоа и политичка. Треба да знаеш дека давање на наредби, устни наредби или пишани наредби или не е битно какви наредби, ти немаш право да даваш на припадници на МВР. На припадници на МВР наредби даваат само хиерархиски надредените во полиција.
Значи во МВР владее принципот на хиерархија и субординација. Не ти, туку неговиот началник, сменоводител, директор и така натаму може да му даде наредба на обезбедувањето. Ти си излегол од рамките на твоето овластување. Ти немаш овластување да даваш наредби на полицајци. Немаш такво. Ти имаш такво овластување, значи делумно, само во собрание, додека си на позицијата претседател на собрание, на пленарна седница или на било која друга, да повикаш обезбедувањето, да влезе во сала и да отстрани некој, например, што можеби го прекршува деловникот и прави неред. Можеш да викнеш внатре во пленарна сала или во било која друга сала во рамки на собранието. Тоа е твоето овластување. Немаш никакво право ти да испраќаш било кој полицаец на терен да врши било какви действија. Особено немаш право да даваш наредби, бидејќи мислам кривично одговорен си за тоа. Особено немаш право, например, да испраќаш на терен, на интервенција, полицаец кој што работи во 6 управа да превзема мерки кои што се надвор од неговото работење и надвор од неговите наредби и да попречува друг полицаец во вршење на неговата работа. Немаш право. И ти си кривично одговорен. И Панче Тошковски и Христијан Мицковски, ако не ти поднесат кривична пријава по службена должност, МВР, се едни големи кукавици. Бидејќи ти си и кривично одговорен. Види. Тоа е и селективност. И сега го горите човекот што ти си го испратил да оди на аеродром, да репетира пиштол и да изгуби работата и да биде сега кривично гонет, ти го гориш, а ти прифаќаат и Панче и Мицковски да го изгорите човекот и да го оставите, фамилија има сигурно човекот, да го оставите без леп или може ќе се погрижите за него, не знам што ќе направите. Ќе лежи затвор тој. Но тоа што вие го направивте е човекот да го направите од полицаец криминалец. Тоа направивте. У затвор. И сега Мицковски и Панче Тошковски се кукавици и не сакаат да поднесат кривична пријава за тебе, а си кривично одговорен. Значи ти убаво извини, го забележа точно. Извини, само да ти докажам. Сакам да се докажам. Втора работа. Во извештајот на внатрешна контрола не се утврдуваат индици дека наводно репетирал пиштол. Во извештајот на внатрешна контрола се потврдува дека извадил пиштол и го репетирал. Во извештајот на внатрешна контрола. И се имате притисоци, правите притисоци врз внатрешна контрола, полиција и така натаму, да го сменат извештајот на внатрешна контрола. Што ќе биде уште поголем срам, имајќи предвид дека Панче Тошковски го објави јавно на Facebook. Така е. Извештајот и резултатите од истрагата. Брука. Сега правите притисок да се избрише извештајот. Значи кривично одговорен си, господине Гаши, и ти. Извештајот не е индиција. Извештајот е фактичка состојба. Бидејќи таму најмалку 3-4 полицајци имаат дадено изјави. Ми ние имаме очевидец кој што го видел како го изведел и го репетирал пиштолот обезбедувањето на Африм Гаши. Но што е клучно? Тоа што го кажа мечка околу различните верзии на случувањава е суштината. Зашто? Првата негова изјава, односно во текот на целиот ден кога се случи настанот, ние први објавивме, се обидеше да се сокри работа, да се демантира дека такво нешто воопшто не се случило. Но имаше еден проблем, имаше премногу очевидци, меѓу кои очевидци беа и обезбедувањето на аеродромот, едно е приватното, вработените тамо, полициско обезбедување, полициски службеник во чија глава бил вперен пиштол, имало закани по неговиот живот и така натаму и така натаму. И следното нешто, вечерта некаде околу 8-9 часот, беше соопштение во кое што Африм Гаши потврдува дека го испратил тамо неговото обезбедување за да, во наводници, цитирам, ја смири ситуацијата.
Понатаму. Африм Гаши има брифинг со новинарите, присуствуваше колешката Александра. На тој брифинг со новинарите излегува Африм Гаши и вика јас бев спречен да одам на аеродром, планирав, но бев спречен, заради тоа го испратив таму моето обезбедување. Не е ни трета верзија ова. Ова денеска е четврта верзија. Он вели он тргнал на аеродромот, но како претходница го пуштил неговото обезбедување. Зашто? Затоа што Африм Гаши, колку е писмен не знам, но веројатно некој му посочил дека може да се извади на тој начин што ќе каже дека неговото обезбедување било таму како претходница, за потоа он да пристигне. Он воопшто немал намера да оде таму, затоа што имал седница на една од собраниските комисии и бил зафатен со работа, значи он не можел таму да присуствува. Што значи дека он сторил кривично дело, прекршува злоупотреба на службена положба, член 353, член по кој што беа гонети речиси сите функционери на ВМРО ДПМН, и испратил таму, дал наредба да оди неговото обезбедување полициско. За нешто за што немал воопшто право. И сега гледаме, некој го подучил, му рекол, абе знаеш, тебе мора да ти биде обезбедувањето претходница, кажи ти дека си сакал да идеш ти на аеродром и дека ти си трнал натака, ама дур си пристигнал, се завршила целата работа. За среќа без поголем инцидент од тоа да во ВИП дел на аеродром, кај што во тој момент не морала само Вјосо Османи да биде, можело да има и друг некој државник, председател, премиер, министер од друга држава, да се извади пиштол, да се впери у глава на полициски службеник и ти викаш се спречил поголем инцидент. Знаеш што е трагедијата? Гледам, гледачеве ја сватиле суштината. Вика, не е Африм Гаши крив, овие нашиве се за во наводници Тит. Зашто? Затоа што премолчуваат пред вакви глупости и дозволуваат човек кој што на државна телевизија не може да состави проста реченица да го дупи цел народ у здрав памет. Зашто ви треба 430.000 гласови? Зашто ви треба 58 пратеници? Зашто ви треба 80 пратеници за да дозволите Африм Гаши со 2 пратеника никаков фактор ни во влен, ни во држава, ни да не дупи сите? Ја не можам да разберам. Можам да замислам кое е чувството сега на еден просечен гласач на ВМРО кога го гледа Африм Гаши на национална телевизија, како ја прави цела држава будала. Поентата е, сте го подучиле дека он треба да има претходница таму и сега со тоа ќе се вади. Не, има 2 соопштенија, има 2 изјави во кои што вели јас го испратив таму моето обезбедување да ја смири ситуацијата. Од тоа нема бегање. Кривична одговорност нема бегање. Само треба да има институција, треба да има политичка елита спремна да го процесуира. Африм